не може полошо, па ќе ме демонтира реалноста. Реалноста која што покажува дека веќе од денешна перспектива, оваа сабота, веќе заидевме во октомври, почнуваме да забораваме на случајот онкологија. Нели? Тоа како да беше нешто пред 3 дена. Нели? Секој чудо за 3 дена. Тоа како да беше нешто што на други им се случило, тоа како да беше нешто што не е ни толку битно, не е тоа насловна вест, не е тоа толку битно да се замараме. Може да го забораваме за 3 дена затоа што искочиле други проблеми. Иако јас, кога се случи случајот онкологија, бев чудоневиден. Прво, не ми беше јасно како е можно да постојат луѓе што може да смислат таква шема. Како е можно луѓе кои што нели се законале, дале Хипократова заклетва, ако дале таква заклетва, и ако знаат што е таа заклетва, оти да не забораваме, во Македонија се купуваат дипломи, се разменуваат документи, може све да се фалсификува, никој ништо не проверува, никој за ништо не одговара, па така што може и да се посомневаме дека и воопшто дале Хипократова заклетва. Но ако дале, како што би требало да биде редот, како е можно такви луѓе со такво образование, ако го имаат, па ќе кажам, втора ограда, да направат една таква шема да луѓе болни терминално од ракови, луѓе кои што ја губат секоја надеж ако ги немаат тие доктори, ако немаат третман за да го продолжат својот живот, луѓе кои што имаат семејство, луѓе кои што некој ги сака, некој сака да бидат дома покрај нив, да ги гледа уште некое време. Вие да им давате раствори, да им разблажувате лекарства, истите да ги сменувате, на нив да им викате, пошто имаше и такви наслови по медиумите, што да ти правам, ти и вака и онака ќе умреш, значи надежта која имаат да им ја убиваш, а истовремено да направиш шема за лекарствата да се продаваат, односно да се тргуваат во Косово.